Работите на коридорите 8 и 10 ќе започнат на 12 мај, изјави денес министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Во однос на градбата, значи согласно договорот започнуваат со мобилизација, како што информиравме. На 12 ќе бидеме на коридорот 10D, каде што ќе се означи стартот и на постапките за изградба на делницата Прилеп-Битола, каде што ќе започнат истражување на терен, истото ќе се случува и на Тетово Гостивар. Тие истражување на терен ќе дадат реалната слика на терен за да може да се проектира во фази, за да може да проектантот има реална и релевантна состојба од теренот, да проектира така како што налага и бара теренската состојба. Министерот Бочварски тврди дека активностите ќе одат побрзо откако и се обезбеди соодветна документација. Јас ви тврдам дека откако ќе имаме проектирана состојба, односно проектна документација, основен проект со ревизија, одобрен од страна на јавното предпријатие, реализацијата на терен ќе оди побрзо, без никакви застои, за тоа што ќе работиме со нова проектна документација, а не со нешто испроектирано пред 10 или 15 години. Во однос на досега многу пати споменуваните казнени пенали, кои државата во милионски треба да ги плати кон изведувачите Бехтел и Енка, доколку роковите се пробијат, груби изјави. Значи пенали, claims на англиски, не постои во договорот. Ова е ноторна лага која што е представена во јавноста. Не постои таков збор во целиот договор. Ви велам, се однесува на две опции. Согласно сегашното законодавство во нашата земја, ќе чини повеќе. Владата искрено верува дека опозицијата нема да биде кочничар во реализација на еден од најголемите проекти, вреден 1,3 милијарди евра.